Европската комисија ги повика земјите членки да се подготват за можна долготрајна енергетска криза поради војната на Блискиот Исток. Шефот за енергетика на Европската Унија, Ден Јергенсен, испратил писмо до националните министри за енергија, во кое вели дека треба да размислат за доброволни мерки за штедење. Во пракса тоа би можело да значи граѓаните да бидат повикани да возат и да летаат помалку, со цел горивото да се зачува за поважни потреби. Европските министри за енергија денеска ќе одржат итен состанок за да ја координираат реакцијата на кризата. Дневниот глобален недостиг е 11 милиони барели нафта и повеќе од 300 милиони кубни метри течен природен газ. Американскиот председател Трамп ги повика европските сојузници кои немаат гориво поради блокадата на Ормудскиот теснец, сами да отидат дотаму и да си земат или да купат од САД. Ке мора да почнете да учите како да се борите сами за себе. Соединетите американски држави повеќе нема да бидат тука да ви помогнат, исто како што вие не бевте тука за нас. Иран е во суштина уништен, најтешкиот дел е завршен, одете да си ја земете нафтата, напиша Трамп. Ситуацијата дополнително се комплицира откако Иран подготви нацрт закон, со кој ќе се воведе систем за наплата за премиени за Ормудскиот теснец. Според документот, бродовите од Европската Унија, САД и Израел нема да можат да поминат. Тие што ќе можат, ќе мора да платат и тоа во иранската национална валута, риал. А во меѓувреме, кинески бродови по еден месец пауза успеа да поминат низ теснецот. 经同有关方面协调，近日中方有3艘船舶过航霍尔木兹海峡。我们对有关方面提供的协助表示感谢。 Македонските институции внимателно ја следат состојбата. Народната банка вели дека е подготвена да реагира ако има потреба. Тензиите на Блискиот Исток биле тема на средбата меѓу гувернерот Славески и директорката на Светската банка за Западен Балкан. Народната банка ја покажа својата способност за решително дејствување, придонесувајќи за намалување на инфлацијата и одржување на финансиската стабилност. Соочени со нов бран на неизвестност, нашата цел и натаму е обезбедување стабилност во услови на динамични светски промени, истакнал Славески. Земјава нема никакви проблеми во снабдувањето со гориво и не размислува за ограничување во точењето за странци, кои поради пониските цени доаѓаат овде за да си ги наполнат резервоарите. Бензините вчера поевтинија за 2,5 и 3 денари, а цената на дизелот остана иста. Попустот кој го добиваат најголемиот дел од бензинските станици и намаленото ДДВ од 18 на 10% се во сила до крајот на оваа недела. А што ќе се прави потоа? Допрва ќе се одлучува. Мартин Арсов, Сител телевизија.